Само испукани и зачадени ѕидови останаа од домот на семејството на Стојан Коцевски од Волково. Неговата куќа во која живееше со татко му, сопругата и ќерката изгоре до темел пред една недела и од тогаш се сноѓаат како знаат и умеат. Во првите денови им излегле во пресред соседот кој им отстапил соба за да преноќат, а помош дошла и од отецот Оливер од црквата Свети Спас од Драчево. Стојан вели дека најмногу му помогнале од извидничкиот порачански одред Јадран, како и од колегите од работа, кои дошле за да ја изнесат изгорената покукнина од домот. Секоја помош е добре дојдена. Во моментот ни е потребна финансиска помош, значи сместени сме, имаме кров над глава, облека ни дадоа, се едино ни треба финансиска помош. Да присобираме, значи доаѓаат финансиска помош од сите страни и рачно луѓе доаѓаат ни нудат помош. Жиро сметки се отворени девизни денарски, така да само што ни е потребно финансиска помош, репроматеријали, нешто кое има да може да присобираме. Пожарот избил околу 1:30 часот по полноќ од инсталацијата во собата на ќерката. Таа прва го забележала чадот и веднаш истрчала да ги предупреди да излезат од куќата и се спасат. За среќа до жртви не дошло. Прво го забележа ќеркава која е на факултет, па го користи ноќното време за учење. Она беше будна околу 1:30 часот по полноќ. Станавме, не разбуди ќеркава. Нема струја во моментот, значи главните осигурачи беа паднати, нема струја и почна да гори, вика ние да се организираме, сите излеговме, почнавме со црева, наши црева од чешма да го гасиме пожарот, ниту не успеавме, се јавија комшиеве, се јавија во пожарна, дојдоа 3 коли пожарна за 15-20 минути. И они помогна да се усвари они го гасија пожарот, се локализираше пожарот. Пожарот брзо го изгаснале од противпожарната служба. Потребни им биле 15 минути да стигнат, но не успеале да спречат поголема материјална штета. Стојан очекува во наредниот период помош од институциите за да може да му се врати на нормалниот живот. Семејството Коцевски се надева на помош и од сите хумани граѓани.